Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Со вас се настаните кои го одбележаа денот. Македонија го слави денот на македонската револуционерна борба. Герасимовски ги става изборните активности во мирување, додека општината се гуши во ѓубре. Лабудовиќ повика помош од Кубаново. Полните контењери во Скопје ги празни Јорце Ѓоргиевски. Здравјето на скопјани е во ризик, лекарите бараат итни мерки. Институтот за јавно здравје добил врска до утре да понуди решение. МВР и обвинителството уапсија 11 члена група лихвари. За 4 години заработиле над 2 милиони евра. 3% раст на македонската економија прогнозира Виенскиот институт. САД и Европската унија со санкции против Русија. За Москва одлуката е контрапродуктивна. А во тема на денот вечерва гостува кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначелник на општината Кучани, Владко Грозданов. Останете со нас. Македонија го одбележува денот на македонската револуционерна борба. Од свечената академија во Македонскиот народен театар, премиерот Мицковски порача дека 23 октомври не е само датум, туку завет и нема да попушти кога се во прашање интересите на народот и на Македонија. Мицковски упати порака и до коалиционите партнери од Вреди, посочувајќи им дека за да бидат коалициони партнери треба да се обединат на изборите и да поддржат вредности, а не да се делат на етнички теми и прашања. Тој ги предупреди дека секоја акција има и реакција. СДСМ и годинава не испратија честитка за празникот. 23 октомври не е само датум, тоа е завет дека Македонија никогаш нема да биде ничија туѓа мисла, туку вечен порив за слобода, правда и иднина. Да си ветиме едни на други дека нема да го изневериме тој завет. Премиерот Мицковски со обединувачки пораки на свечената академија од идеја до држава по повод денот на револуционерната борба. Денес, кога го гледаме знамето како се вее, треба да знаеме дека тоа не е само парче ткаедина. Тоа е сведоштво за сите што падна за да ние стоиме исправени. Тоа е завет што мора да го чуваме. И затоа на овој 23 октомври да си ветиме едно на друго. Дека нема да ја изневериме нивната жртва. Дека нема да го изневериме нивниот сон. Мицковски со пораки за актуелниот политички контекст за локалните избори. За СДСМ и ДУИ вели подобро е да се консолидираат и реформираат отколку да бараат предвремени избори. Да бидам директен, јас не ги посакувам и сметам дека се непотребни и дека е време за резултати и голема офанзива на секој план. Но нивната весела математика и оваа упорност со надмудрување и создавање на вештачки теми и блефови треба да добие соодветен одговор. Затоа нека внимаваат што зборуваат и што посакуваат, може и да им се оствари. Додека се занимаваат со орли, јастреби и зајци, народот е уморен од чекање за подобар живот. Живот што граѓаните 20 и повеќе години не го добија со таа политичка партија. Го чув и нивното барање за предвремени парламентарни избори. Тие се надеваат на тоа за да се спречи падот што евидентно го имаат, а таа удолница што ја фатија е поголема од она што се оди од стража на кај Зајас. На коалицискиот Касами, кој повика на етничко гласање во вториот круг, му порача да не стане како Ахмети и дека никој ги нема гласачите во джеп. За да бидеме коалициони партнери, треба да сме подготвени да се обединиме и да поддржиме вредности, а не да се поделиме за етнички теми и прашања низ призмата на шовинизам и слични етнички процедурални разлики. Поедини градоначалници стана градоначалници поради волјата и поддршката на македонците, која не треба да се дозволи да ја изневерат. Секој чекор, повторувам, секој чекор има акција и реакција. А јас секогаш ќе се однесувам така, како што е најдобро за граѓаните и државата.
Главната стратешка определба на Македонија останува Европската Унија, но Мицкоски вели на Европа не и требаме обезличени. Затоа за последните барања на бугарите во Уставот, тој вели дека главното прашање што се наметнува е што добиваме ние од тоа и дали конечно ова е крајот. Мицкоски зборуваше и за тоа дека економијата и подобриот животен стандард треба да бидат клучни во борбата за подобро утре. По повод празникот честитки испрати целиот државен врв, вклучително и председателката Силјановска-Давкова и собранискиот спикер Гаши. 23 октомври него честиташе опозицијската СДСМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Од СДСМ побараа Мицковски да одговори дали со Британија е договорено прифаќање на мигранти и изградба на мигрантски кампови во Македонија. Според информациите од Лондон, Велика Британија нуди стратешки инвестиции за земјите од регионот, но тоа доаѓа со разговори и понуди за отварање на кампови за мигранти. Бидејќи нашата влада веќе речиси цела година договара ваков тип на заем и инвестиции, најави кредит од 7 милиарди евра од Британија, Мицкоски веќе не може да се крие и мора јасно да одговори. Што точно се разговара на темата мигранти и кампови за мигранти? Дали е точно дека со договорот за заем има и друг договор за мигрантите кој владата не го соопштува? Зошто Мицкоски, кој единствено нешто што прави е пиар, одбил важно интервју за Таймс? Ова го потврди и самиот медиум. Зошто, ако нема што да крие, Мицкоски избегал? Дали се чека да поминат изборите па да се соопшти оваа вест? СДС не престанува со лаги, лага и на денешната пресконференција, велат во реакцијата испратена од ВМРО ДПМН. И последва и 120.000 гласови добиени, додека се на пат на пасокизација, да ја доживеат судбината на левата грчка партија која се распадна, СДСМ продолжува со истите глупости и измислици. Граѓаните ви кажаа што мислат за ваквите ваши глупости, со лаги како ова, не се доверба кај граѓаните. Прочитани сте, реформирајте се, ставете прст на чело, погледнете се во огледало и престанете да правите штета на државата и како опозиција со истите и повторно истите безсмислености, се вели во реакцијата испратена од ВМРО ДПМН по пресконференцијата од СДСМ. Алармантната состојба со полните контењери во Скопје го преземе и фокусот на изборната кампања. Градоначалникот на Центар и кандидат за втор градоначалнички мандат ги стави во мирување активностите од кампањата додека не заврши чистењето во општината. Лабудовиќ пак повика помош од Куманово за да се среди состојбата во Центар. Од утрото на терен и Јорце Ѓоргиевски. Кандидатот за градоначалник на Скопје од Левица Амар Мециновиќ ја обвини владата за деструктивна политика, посочувајќи дека може веднаш да се прогласи кризна состојба. Тамара Дичовска ги има деталите. Кандидатот за градоначалник на Центар, Горан Герасимовски, ја замрзнува предизборната кампања за да се справи со ѓубрето во неговата општина. Денеска заседаваше кризниот штаб на Центар, каде се одлучи сите вработени во општината и ПОЦ да бидат мобилизирани на решавање на овој проблем. Поставување мали контейнери за отпад во густо населените места, ѓубрето наместо во Дрисла ќе се носи на посебен плат со мали камиони, па оттаму ќе биде транспортирано во депонијата. Покрај вонредната дератизација на околу 1900 шахти, викендов ќе се спроведе итна дератизација и дезинфекција во училиштата и градинките. Во текот на ноќта се чистеше ѓубрето во општината од страна на нивните хигиеничари и градоначалникот. Ќе бидат поставени помали контејнери за секојдневен отпад во густо населените делови и поголеми контејнери за кабаст отпад на стратешки локации. ЕППЦ ќе организира посебни пунктови и распоред за собирање на угостителски отпад. Во сите 1980 шахти се фрла сертифициран препарат, но потребно е да се спроведе дератизација и во сите згради. Ѓубрето во Центар денеска го чистат и работници од Куманово, откако кандидатот за Центар Мирослав Лабудовиќ побарал помош од Максим Димитриевски. Му се јави за подршка на кандидатот и актуелниот градоначалник на Куманово. Излегува денеска со едно возило, со нивна оператива. Се надевам дека денеска ќе ја дополнат оперативата. Техничките можности овозможуваат да се собираат овој тип на контейнери и целото ѓубре што околу нив, така што
да не дозволиме зарази да не се шират низ центарот на градот. И кандидатот за град Скопје Орце Георгиевски од утринава со службите чистат смет од контейнерите во кисела вода. Го повтори предизборното ветување дека ќе го исчисти Скопје за 72 часа откако ќе стане градоначалник. Цел изминат период заеднички со наши сили, но и со општествено одговорни компании вака реагираме бидејќи комунална хигиена не ја работи својата работа и така ќе продолжиме уште наредните 10 дена се до моментот додека не ја преземе градската власт и не ги средиме конечно состојбите таму, земајќи во предвид дека за 72 часа конечно градот Скопје ќе направиме да блесне. Но против кандидатот на Георгиевски за Скопје, Амар Мециновиќ, вината за хаосот со сметот ја гледа во владата, која намерно ги оставила скопјани да се гушат во ѓубре пред избори, а кризна состојба можела да прогласи многу порано. Со оваа нова ситуација со ѓубрето, каде што сака да се прогласи кризна состојба со ѓубрето во Скопје, тоа значи дека секогаш можеле да ја направат, но очигледно дека владата сакаше до крај да ги истроши скопјани, до самиот крај, до предизбори, за да прави театар од нивното здравје. Токму тоа го прави моментално владата и покажува дека е деструктивна влада. Кадрите на Мицкоски се виновни за хаосот со ѓубрето, објави и се уште актуелната градоначалничка на Скопје Данила Арсовска. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје по закон и основа за одлуки и согласности е надлежен Советот на град Скопје од ВМРО Ивлен. Управниот одбор кој управува со КХС 4 години е составен од членови на ВМРО Ивлен и избран од Советот на град Скопје. Ниту еднаш Советот на Скопје, чие мнозинство е на ВМРО ДПМН Ивлен, не призело мерки да се обезбедат услови за работење на КХС и да се разреши управниот и надзорниот одбор на предпријатието, како што налага законот, пишува градоначалничката. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Здравјето на скопјани е во ризик, алармираат лекарите и бараат итни мерки. Епидемиологот Драган Даниловски преку социјалните мрежи побара прогласување на кризна состојба за да се среди хаосот во Скопје, пошто ќе може да се бараат одговорните. Институтот за јавно здравје доби обврска до утре да понуди решение. Ситуацијата со сметот е алармантна. Купиштата отпад околу контейнерите и по улиците кои стојат со денови создадоа идеални услови за размножување на глодарите. Глувците и стаорците, кои слободно почнаа да се шетаат по главниот град, се сериозна закана за здравјето на сите граѓани, бидејќи пренесуваат многу заразни болести, предупредува доктор Бојан Трајковски. Лептоспирозата и туларемијата како едни од најсериозните болести се нешто што и тоа како може да предизвика аларм во здравствената состојба за луѓето. Така да би рекол и би апелирал дека треба малку да се престане со политичките препукувања со оглед на тоа што сепак станува збор за здравјето на сите нас, покрај општото загадување кое што гледаме, ова е капак на се. Така да треба да се реагира веднаш, да се собере ѓубрето инстантно и да се исперат улиците. Многу битен момент не е само собирање на ѓубрето, значи да се помине сериозно со дезинфекција, дератизација на шахтите во Скопје, за да ако ништо друго спречиме, тоа е можно поголемо размножување на тие глодари и стаорци кои што и сами по себе е значителен ризик за здравјето на луѓето. И епидемиологот Драган Даниловски преку Facebook статус укажува дека е премината црвената линија за здравјето на децата и граѓаните поради ситуацијата со сметот. Професорот повикува да се преземат итни мерки. Потребна е наитна координирана интервенција на сите надлежни институции, по потреба и со прогласување вонредна состојба на делови од територијата на градот. Правенствено заради дезинфекција, дезинсекција, дератизација и отстранување на ризикот по јавното здравје. Откако опасноста ќе се неутрализира, мора да следи јасна институционална одговорност, зашто правото на здравје е уставно загарантирано право на секој граѓанин, пишува епидемиологот. Од тие заинформираа дека согласно задолженијата од владата, од Институтот за јавно здравје е побарано да достави експертско мислење за тоа какво влијание може да има отпадот врз јавното здравје, како епидемиолошки мерки врз база на доставени записници од инспекторат, каде е констатирана фактичката состојба. Стручни лица од тие за до петок ќе го разгледаат доставениот материјал и ќе дадат соодветно мислење, информираат од установата. Александар Динев, Сител телевизија.
Независниот кандидат за градоначалник на општината Македонски Брод, Милосим Војнески, кој влезе во вториот круг, на социјалните мрежи објави дека се повлекува од изборната трка. Но избори на 2 ноември сепак ќе има, бидејќи од ДИК велат дека законот не познава откажување на кандидатурата, па и да поднесе официјално барање до Државната изборна комисија, тоа нема да смени ништо. Војнески, кој претходно беше градоначалник на Македонски Брод од редовите на ВМРО ДПМН, на Фејсбук објави дека се повлекува во корист на неговата матична партија. ВМРО ДПМН е мојата матична партија на која им го посветив поголемиот дел од својот живот, уште од времето на осамостојувањето, па се до денес. Сметам дека најдобрата одлука во интерес на моите сограѓани е да се повлечем од оваа изборна трка, напиша Војневски во објавата на социјалните мрежи. Државната изборна комисија денеска ги одби сите 57 приговори поднесени за првиот круг од локалните избори. 37 од нив се однесуваат на постапката за утврдување и сумирање резултати од гласањето, а 20 приговори беа за самата постапка за гласање. По приемот, поднесителите имаат право на тужба пред управниот суд, а по одлуката на судот, Државната изборна комисија ќе излезе со конечни резултати и во општините за кои имаше приговори. Вкупно беа, уште еднаш ќе кажам, 37 приговори за резултатите од гласањето и предходно по предходната точка 6, 20 приговори за постапката за гласање, вкупно 57 приговори, беа во некои од нив опфатени повеќе избирачки места. Сите приговори денеска се одбиени како неосновани, односно дел се повлечени, а дел се отфрлени како недозволени. Ќе бидат изготвени решенија, одлуки на ДИК за нашите одлуки по приговорите во законски предвидениот рок. После приемот на истите, подносителите имаат право на второстепена правна заштита на тужба пред управниот суд. Ќе известиме јавноста за конечните резултати во оние општини во кои имаше приговори после конечната одлука на управниот суд. Ви благодарам. Во тема на денот вечерва, како што најавив, разговарам со Владко Грозданов, кандидат за градоначалник на општината Кочани од редовите на ВМРО ДПМН. Грозданов, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот на Сител. Добро вечер, ви благодарам за поканата и честити векови 23 октомври. Грозданов, ги гледам резултатите од првиот круг на локалните избори. Имате убедливо водство со 5641 глас добиен на изборите. Одите во вториот изборен круг. Како за вас изгледа оваа изборна трка или каква би била оценката за резултатите од првиот круг? Ова е една од најтешките изборни трки до сега во историјата на Кочани. Една трка со најголем товар како за мене, така и за моите против кандидати. Едни најранливи избори, најчувствителни, каде зборовите не се зборови, каде делата не се дела. Но сепак моите кочанчани и моите сограѓани се одважија и пред се со постигнувањето на цензусот за легитимност на изборите покажаа дека се достојни и честни и секако со самиот резултат кој го доделија во моментот ја покажаа својата визија за иднината. Господин Грозданов, уште 6 кандидати имаше против кандидати во првиот изборен круг, покрај двајцата кои што одите во вториот. Разговаравте ли со нив? Очекувате ли да добиете поддршка од некој? Вака се, ние имаме така некоја традиција кога определен период во денот сме раздвижени по центарот. Се видов случајно со моите против кандидати кои испаднаа во првиот круг. Ми честитаа и толку не сме збореле повеќе за политика. Нивните изјави и констатации ги слушнав преку медиумите, за кои ги поздравувам од неколку аспекта. Прв аспект дека се одважија и ги почитуваа своите гласачи и своето гласачко тело, во однос дека и дозволија тие по сопствена волја и убедување да си одлучат за следниот круг, за вториот круг од градоначалничките избори. Со тоа исто моите против кандидати го покажаа своето достоинство и дека не се дел од следни политички или партиски калкулации. Уште на почетокот рековте дека ова е тешка трка, тешки избори. Сите во државата знаеме каква е состојбата во општината Кочани, но морам да ве прашам, која беше целта со која што Владко Грозданов влезе во оваа изборна трка? Така.
Кочани го зафати една тешка трагедија во која градот едноставно застана. Застана, почна да стагнира. Главен мотив, главно мото заради кое се одлучив на ова е еднаш дека мора да почнеме да се исправаме полека. Болката која има во населението е неизмерна, нема семејство кое не е засегнато со трагедијата. Таа болка треба да почнеме полека да ја претвараме во надеж. Горчината треба да ја претвараме во сила за понатамошни настани. Гневот треба да го смириме и треба да го успокоиме. Треба нашите деца да останат во градот, треба семејствата да живеат. Треба градот едноставно да се исправи полека и да го продолжи патот кон иднината. Ако продолжиме вака, ништо не правиме. Може ли да функционира така како што замислувате вие? Имате ли надеж дека ќе се случи тоа во блиски дни? Секако со 3-деценискиот, така да кажам, застој на Кочани, доколку дозволиме оваа апатија, тотално ќе не дотолчи. Значи, мора институциите да работат, мора децата да одат во градинка, мора школството да функционира, мора администрацијата да функционира, мора продавниците, малите бизниси. Едноставно, нема што да се прави, освен да се продолжи полека. Нема да е патот од денес за утре или прогресот од денес за утре, но еднаш за секогаш мора да се направи една надеж и да се продолжи понатаму. Господин Грозданов, еден ден пред првиот изборен круг, во јавноста излезе снимка на која што се гледа ваша средба со поранешниот градоначалник на Кочани Ратко Димитровски. Ова предизвика силен револт и кај семејствата на повредените и загинатите од трагедијата во дискотеката Пулс. Може ли да ни објасните како и зошто се случи таа средба со Ратко Димитровски? Средбата со Ратко Димитровски беше чисто случајна. Воопшто не станува за партиски калкулации или било што. Јас имам седено и со претходните градоначалници, и со Никол Чуилиев, и со Љупчо Папазов, и ќе продолжам да седам. Сум седел со повредените деца, сум седел со нивните родители. Сум седел со родителите на починатите деца, со сите имам фатено рака, за починатите си имам помолено за нивните души и го имам изразено моето најдлабоко сочувство кон семејствата и во целост ја разбирам нивната болка. Од се најважно ми е и да остварам еден контакт со и претходните градоначалници, го правев и ќе го правам и понатаму, да видам што тие во целата ситуација имат преземено кон дискотеката Пулс, кои се нивните одлуки, кои се нивните заклучоци, приговори во однос на сето тоа. И кога ќе разговарам со родителите и со родителите на починатите деца, нели, родителите на повредените деца, да имам конкретно што да ја објаснам, еве, како можеби иден градоначалник. И вие сте родител на повредено дете, ово морам да го кажам, поради како информација за пошироката јавност, вашата ќерка беше една од најтешко повредените. Со месеци беше на лекување во болницата во Солун, како родител на дете кое било повредено во дискотеката Пулс. Закажано е почетокот на судењето на 19 ноември. Што очекувате од постапката, од процесот за случувањето во Пулс? Како и сите родители засегнати, а освен родителите, тоа се цели фамилии кои се засегнати. Значи во Кочани нема фамилија која не е засегната. Јас сум главен поборник за крајно транспарентно, честно и реално судство. Судиите да ги разгледат сите факти и аргументи и да постапат најправедно и принципиелно како што следува за една нормална држава. Со тоа би се многу луѓе охрабриле и би ја добиле довербата во институциите во Република Македонија. Уште 10 дена останува до вториот изборен круг, до конечната одлука на жителите на Кочани. Која би била вашата порака до сите нив? Со овој резултат, моите сограѓани ми дадоа една поддршка, но тоа не ме воздигнува, туку напротив ме охрабрува што посилно, попосветено, почесно да се посветам на ова. И доколку бидам избран за иден градоначалник на Кочани, заедно со нив, сплотени, честно, одговорно, со комуникацијски методи помеѓу нив, едноставно мора да се сплотиме и заедно да продолжиме сите.
Иднина предстои пред нас, предстои иднина за нашите деца, предстои иднина за Кочани. Господин Грозданов, ќе биде тешко да се воспостави функционалноста во Кочани. Јас ви благодарам многу за гостувањето во тема на денот и ви посакувам успех на вториот круг од локалните избори. Благодарам и на вас. Лишени се од слобода 11 лица за лихварство и перење пари, по едно се уште се трага. Оделот за сузбивање на организирани и сериозен криминал при МВР во координација со основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција по обезбедени наредби од Основниот кривичен суд Скопје изврши претреси на повеќе локации низ град Скопје, при што лишени од слобода се 11 лица поради основано сомневање за сторени кривични дела лихварство и перење пари и други приноси од казниво дело. Попладнево од Кривичниот суд информираа дека 8 лица добиле мерка притвор, тројца се во куќа, а притвор по пронаоѓање е определени за осомничениот по кој се уште се трага. 9 мина од осомничените од почетокот на 2022 година до денеска се организирале во криминална група што се занимавала со давање на пари со договор, позајмувале пари со пресметување на камата од 5% или 15% месечно зголемување за секое задоцнување. Од оштетените барале да им бидат вратени позајмените парични средства со пресметана камата или месечно да го исплаќаат износот по основ на камата, а кога тие не биле во можност да ја вратат позајмицата, осомничените барале да ги предадат или оптоварат својот имот со кој располагале, пренесувајќи го на име на некој од осомничените. Паричните средства се внесувале на сметките на осомничените, во банка или во сеф, пошто на различни начини ја внесувале во легалните финансиски текови. Постои основано сомневање дека во истиот период се стекнале со противправна имотна корист изразена во парични средства од 125 милиони 33 527 денари или над 2 милиони евра, прибавена со кривичното дело лихварство. Денеска околу 11 часот и 25 минути во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека на крстоцницата од булевар Видо Смилевски Бато и сервисна улица од трговски центар во Скопје патничко возило Opel Astra со скопски регистарски ознаки управувано од ТН од Скопје удрило во пешаците ГК на возраст од 40 години, МК 39 и уште две малолетнички сите од Скопје, а потоа удрило и во семафор. Во несреќата со повреди се здобиле пешаците, констатирани во комплексот клиники Мајка Тереса. Според неофицијалните информации, возачот на автомобилот, кој бил на возраст од 78 години, изгубил свест и контрола над возилото, пошто удрил во пешаците, а со автомобилот завршил во семафорот. 3% раст на македонската економија прогнозира Виенскиот институт во прогнозата за следните 2 години. Очекувањата се дека инфлацијата годинава останува иста, а одредено намалување на цените може да се очекува од следната година. Со просечен економски раст од 3%, Македонија меѓу дното на табелата од земите во регионот. Виенскиот институт ги објави најновите есенски прогнози за следниве 2 години, каде задна се само Босна, со раст од 2,6%. За оваа година предвидувањата се највисок раст да имаат Косово, Албанија и Црна Гора, додека Србија најнизок од само 2%. Инфлацијата годинава ќе остане висока, 4%, а малку пониски трошоци за живот ќе има дури следната. Минусот во државната каса ќе се задржи на 4% од БДП, додека дефицитот на тековната сметка ќе изнесува 3,2%, пишува во извештај за земјава. Растот ги надмина очекувањата. Потекнат од стамбената изградба и силниот извоз, делумно потекнат од однапред оптоварувачките мерки пред американските царини. Во меѓувреме, имаше повторно зголемување на инфлацијата, која ги еродира реалните плати. Фискалната политика остана лабава, кршејќи ги фискалните правила, со популистички трошења за пензии наместо за капитални проекти. Локалните избори ќе бидат првиот голем тест за популарноста на новата влада и би можеле да одредат дали таа ќе го задржи својот курс или ќе ги прилагоди своите политики. Прогнозите за земите членки на Унијата се раст од 2,2 ова и 2,6% следната година. Земите од еврозоната пак ќе имаат просечен раст од 1,3%. Дополнително повисок раст на бруто домашниот производ од 0,2 до 0,3% ќе имаат земите членки на НАТО, со наглото зголемување на трошоците за одбрана. Полска и Балтичките земји се очекува да имаат уште поголема корист
од зголемените трошоци за одбрана, прогнозира Виенскиот институт. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Медицинските сестри бараат закон со кој ќе се регулира нивната дејност. Во Македонија се уште нема закон за медицински сестри, иако ги дале предлозите, работеле на тоа и биле во работните групи во кабинетите на сите министри за здравство. Со секоја смена на раководните структури работите се враќале на почеток. Медицинските сестри и акушерки сметаат дека со законот ќе се регулира нивната дејност и ќе се знаат одговорностите. Законот значи да ја обележи професијата, значи како што има закон. Во здравствената заштита, во законот за здравствена заштита сме помалку офатени, сме како група на здравствени работници со средно, висше и високо образование. Сакаме да имаме посебен закон за сестрите и акушерките во кој што точно ќе се направат правилата за комора, за компетенциите, за стандардите на медицинските сестри, кодексот во кој што ќе биде образувачки. Акушерките се третирани по некои правилници во самите болници и се уште се сметаат за продолжена рака на докторите. Треба да се подобри статусот на акушерката, затоа што и ден денеска се гледа на нас како продолжена рака на лекарите. Ние сме самостојни во својата работа. И според Европската унија, и според светските стандарди, акушерката, добро едуцирана акушерка, треба да може сама да го води поредувањето без да има лекар кој што е присутен. Нормално, ако има компликации или ако има потреба да е тука во близина, но во боксот е доволно само да биде акушерката и жената, кои што во најинтимниот момент ќе бидат заедно. За потребата од ваков закон се зборува со години наназад, а според дел од медицинските сестри, сега тој се подготвува кога се излеваат голем број на работници токму од овие стручни кадри. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Во продолжение блог